Во тема на денот вечерва, председателот на Судскиот совет Александар Камбовски. Добро вечер и ви благодарам што сте вечерва во Дневникот. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Имаме повеќе случаи за дискусија, но ќе почнам со последниот скандал кој го потреса правосудството. Тоа беше откривањето на 350.000 евра зазидани во семејната куќа на родителите на апелациониот судија Ѓоко Ристов. Кога првпат имавте сомнеш дека може да постојат некакви незаконски однесувања кај овој конкретен суд? Имавте ли представки, имавте ли дојави, сте пројавиле ли некогаш интерес? Не, видете сега, во поглед конкретно на истрагата која што се водела, ние немаме никаква ингеренција, ниту сме запознати со детали, поединости, на кој начин се вршела, кога први сознанија били добиени, на кој начин. Судскиот совет во тој дел нема никакви ингеренции, ниту пак има некои познавања, повеќе од тоа што и јавноста го знае, што го чувме преку медиумите. Во поглед на овој судија имало представки пред Судскиот совет, не повеќе отколку што има за другите судии. Значи не биле нешто да биде симптоматично или пак да биде сомнително, да има енормен број на представки. Тоа, што значи тоа во бројки? Мислам дека од 2022 информација која што ја видов беа некаде 4-5 представки, значи за 3 години. Меѓутоа не е само тој во тие представки, значи вклучен цел судски совет, повеќе суди, па помеѓу нив наведени и конкретниот колега. Сте го отвориле ли некогаш да постапувате по тие представки кои ги добил Судскиот совет? По сите тие представки било постапено. Повторно напоменувам, не биле лично само за него. Биле вклучени повеќе суди во тие представки. Инаку се водеше едно барање за поведување на постапка против конкретниот колега. Во текот на минатата година истото е правосилно завршено и таму беше парично казнет од страна на Судскиот совет. За повредата која што е констатирана и која што Судскиот совет утврди дека ја сторил. За каква повреда станувала збор? Тоа стануваше збор за иземање негово, пропуштил да се иземе во предмет каде што требало да се иземе. До сега немало констатирано кај него некакви сомнежи за коруптивно однесување? Не. И такви представки немало? Тоа апсолутно го тврдам, не. Немало ниту пријави од колеги негови судии, бидејќи ми беа поставувани такви прашања, ниту еден колега судија негов во ниту еден момент не го пријави колегата за било какво поведение, не само за ова конкретно што ме прашувате. Имаше пред скоро време представка која што беше насловена дека е од група на стручни соработници од апелациониот суд. Меѓутоа таа не беше ниту подпишана, ниту беа ставени имиња на тие стручни соработници. И согласно законот за представки, таа беше третирана како анонимна представка, но сепак Судскиот совет постапи, бидејќи беа наведени конкретни предмети со сомнеж за коруптивно однесување во тие предмети, не во смисла за некоја материјална корист, туку за успорување на постапките, пролонгирање на постапките и слично. Беше формирана работна група, работната група изврши увид во скоро сите тие предмети, уште 2 месечини овие дена, па во очекување сме на извештајот на работната група да каже дали нешто утврдиле, дали утврдиле некоја неправилност. Колку точно предмети разгледува ова работна група, кои ги работел судијата Ѓоко? Не ме фаќате за збор. И дали се само тие кои ги кажува, кои се наведени во представката? Тие што беа наведени во тој поднесок, не ме фаќате за збор, мислам дека беа 6 или 8, не ме фаќате за збор. За таква бројка станува збор. Не сметате дека можеби треба низ еден временски период сите предмети кои што ги работи овој судија да се проверат? Апсолутно. Судскиот совет донесе и одлука на седница. Се работи план за постапување. Не само овој суд, сите суди во апелациониот суд Скопје ќе бидат проверени. Ќе биде проверена нивната работа. И не само тој суд, планот е да се проложи со сите апелациони судови и со сите основни судови во целата држава, по еден план и динамика кој што ќе го утврдиме. Нормално не можеме истовремено секаде да, сепак ние сме 12 члена во моментот и мора да се направи план како каде да суди. Меѓутоа, како најголеми судови, апелациониот суд Скопје, кривичниот суд, граѓанскиот суд, сметавме дека треба да започнеме од нив. Што ќе проверувате кај овие предмети? Законитост, процедура или индиции за некакви злоупотреби и корупција? Постапување, видете, кај нас тешко е дека
корупција, мито, се знае кој докажува. Докажува јавното обвинителство, докажува полицијата, АНБ ако се вклучи, тие служби. Ние можеме само да проверуваме преку работата во предметите на тие судии. И кој ќе биде механизмот? И доколку ние од увид во некој предмет ни се пројави некој сомнеж дека постои нешто коруптивно, ние повторно тоа ќе го проследиме до јавното обвинителство, бидејќи ние немаме надлежност да казнуваме во таа насока, кривично да казнуваме доколку постои такво нешто. Има ли механизам по тоа граѓаните да добијат правдата, доколку се констатира дека имало пропусти во работењето на ова е дел од тоа што ние се залагаме да го доближиме судскиот совет до судиите, но и до граѓаните, да ја зголемиме довербата. Тоа не може преку ноги да стане, не може тоа да се случи преку ноќ. Тоа се случува преку превземање на безброј бројни ситни чекори кои што би требало да резултираат со една подобра доверба на граѓаните во нашиот систем. Во однос на улогата на судскиот совет, вие и во сите стратегии, па и во законите и за судски совет и за судство е определена вашата улога дека треба да ја штитите професијата судската и да ја вратите довербата на јавноста, која во моментов ќе се служиме дека е на ниско ниво. Но сметате ли дека сепак се уште постапувате многу реактивно? Се открија парите во ѕид, почнавте да го проверувате овој судија. Беше ставен Енвер Беџети судијата на црна листа на САД, потоа доби разрешување, претходно само парични казни. Во овој случај парична казна имало за овој судија. Видете се доцнили? Да не ги мешаме ингеренциите. Судскиот совет не е истражен орган. Ние во никој случај не сме знаеле дека постојат вакви действија помеѓу некои лица, ниту може да знаеме, ниту пак имаме можности или не знам како тоа да го дознаеме. Освен ако некој не ни пријави, па ние повторно треба да пријавиме во јавно обвинителство или во полиција, бидејќи ние не сме таков орган кој што постапува. Ние ги следиме судиите по работата во предметите. Да, ве разбирам, меѓутоа до вас стигнуваат повеќе информации. И да имаме сомнеж за, не знам, за дадено мито, да имаме некој, например, да пријави кај нас дека некој судија зел мито, ние повторно тоа го проследуваме до јавно обвинителство, бидејќи ние не можеме да го гониме судијата. Да, можете да ревидирате неговата работа, низ предмети и низ неговата работењето во самиот суд, затоа велам. Малку ми е неверојатно дека за волку звучни имиња во судството како Ѓоко Ристов, како Енвер Беџети, например, дека никогаш до судскиот совет не стигнала информација која што би отворила потреба вие да го проверите работењето. Енвер Беџети е различно од ова сега што се случува, тој веќе се водела постапка, тонела одлука судскиот совет, отпосле се случи тој да биде ставен на црната листа, парична казна беше по црна листа. Да, па повторно се водеше постапка ради таа црна листа. Фактички појавата на црната листа беше повод за да се води повторно постапка, бидејќи тој со тоа го наруши угледот на судството во целина. А ако судскиот совет е проактивен и ако решава повеќе вакви случаи, не зборувам да не можете да апсите, не можете да водите истрага, меѓутоа можете да поведувате постапки за одговорност, онаму каде што ќе утврдите дека има проблем во работењето, сигурно ќе се зголеми бројот на претставки кои што го добивате, затоа што граѓаните повеќе ќе ви веруваат. Видите, ние дури имаме повеќе од сите стандарди и представки и барања. Скоро секој судија во државата е опфатен со некаква представка, со некакво барање, па преку 500, скоро секој судија е опфатен. Значи 420 судии се сите се опфатени. Имате ли капацитет да ги проверите тие наводи? Меѓутоа, треба да сватите дека многу голем дел од нив, огромен процент, се однесуваат на странка која што не е задоволна од исходот на спорот. И вложува жалба до повисок суд, истовремено ја праќа представката и кај нас и малтене содржината иста со жалбата. Имавме изминатава недела еден голем скандал во кој новинарката Лиридона Весели беше осудена затоа што јавно споменала име на судија од Тетовскиот суд. Дали судскиот совет ќе поведе постапка за утврдување на одговорност кај судиката Магдалена Мишовска од судот во Гостивар, која донела осудителна пресуда во кривична постапка за новинар? Вака сега. Првена пресудата која што е донесена е односно е издаден казнен налог по предлог на јавниот обвинител. На таа пресуда се има право на приговор и се оди на судење. Независно, одлуката е донесена, тој судија смета дека тоа е дело. Меѓутоа, постапката не е правосудно завршена и таму допрва ќе следува судење и постапка во која што обвинителот ќе треба да докажува дека конкретната новинарка сторила кривично дело, а обратно пак новинарката сама или преку бранители ќе треба да докажува дека не го сторила тоа дело.
Не треба ли судијата Што не е обврзана, за доколку оваа смета фаза дека на треба. постапката да образложи пред судскиот совет зошто смета дека е спорно и треба да се казни објавувањето на име на Тоа би судија? значило директно мешање на судскиот совет во независноста на судиите во нивната работа. А по завршувањето комплетно на постапката? Не може судскиот совет во секоја постапка, во самиот почеток на постапката да влегува во предметите. Значи тоа би настанал еден хаос. Замислете колку дневно имаме судења, колку дневно обвиненија се поднесуваат и сега судскиот совет дојде да ги проверува сите тие. Добро, Тоа ова е е невозможно. специфичен случај. Тоа е невозможно. Се согласувам дека е случај, затоа специфичен. што јавен интерес е едно, заштита на лични податоци е ништо друго и во интерес на јавноста треба да се расчисти од сам почеток. Ќе се расчисти, не знам зошто таа нестрпливост. Значи, ние имаме... Затоа што немаат граѓаните доверба судија. Па затоа е тука судскиот совет. Значи, затоа и вам ве прашувам. Гарантира нашиот систем. Гарантира двостепеност на секоја постапка имате право на жалба. Не значи тоа дека новинарката е осудена и готово. Тоа подлежи на проверка во апелација. Апелационен суд, доколку увиди дека не е како што треба сработено, го укинува премесот, ќе го врати назад. Ако е добро, може да го потврди. Се сложувате дека доколку не добие јавност една ваква одлука, може да се очекува дека ќе биде потврдена колку и да е спорна. Јавноста многу често е тој пресуден фактор кој што Јас не се сомневам. ќе ги придвижи во позитивна насока работите и токму затоа е спорно да не може да се спомене име на судија кој што донел одредена пресуда. Еве вашиот личен став, бидејќи не може судскиот совет да постапува, може да го спомнуваме името на судиите кои носат пресуди? Видете сега, не сакам да коментирам, бидејќи тоа е жива постапка и жив предмет. Што и да кажам, ќе биде користено или од одбраната, или од обвинителството. Не би сакал да коментирам за конкретниот случај во моментот. За детали, да изнесувам мислење, дали сметам, случај. дали има кривично дело или нема, не би сакал сега тоа да го кажам, бидејќи мојата позиција, што и да кажам, ќе има друга тежина. Дали на страната на новинарката, дали на страната на судот, дали на страната на обвинителството. Меѓутоа, јас ги уверувам сите, не само конкретниот случај, дека судскиот совет ги следи сите постапки. И нема да дозволи некаде, каде што има такви крупни пропусти и некој да биде огласен за виновен, а е невин, не верувам дека тоа ќе помине незабележано прво и второ без последици, санкции на тие што учествувале во тоа судење. Добро, констатираша членовите на Кривичниот совет при Гостиварскиот суд извршија вонреден надзор во врска со бегството на Рамзи Мифтари, осуден на 10 годишна затворска казна за несреќата кај Ласкарци. Констатирам низа пропусти кај судијата за извршување на санкции, бидејќи наместо за 24 часа постапил за 8 дена и се овозможило на некој начин и преку други пропусти да овој човек стане недостапен за органите на прогон и да не биде на издржување на затворската казна. Освен што се констатира дека тука има некаков проблем, дали ќе се поведе постапка за одговорност на овој судија? Постапува судскиот совет. Веќе постапува по овој предмет. Исто извршена е контрола, прибавени се списите на предметот. Имаме се што ни е потребно. Добро, во тек е конкурсот за избор на нов председател на Кривичниот суд. Да. Ова е паралелно со бројните реакции во јавноста во однос на актуелната виде председателка, која исто така конкурира повторно за оваа позиција. Секако не очекувам од вас да прејудицирате било каков исход на самиот конкурс за избор. Меѓутоа во јавноста се појавија дилеми и невладини организации реагира со барање до вас да постапувате во однос на етичкиот и морален статус на виде председателката, земајќи предвид дека во еден од најчувствителните предмети со кои се соочува македонското судство е осомничен незиниот најблизок роднина, незиниот брат. Дали ќе постапувате по однос на ова прашање, дали сметате дека судскиот совет може да направи еден исчекор во заштита на етичноста, на моралот во еден од најтешките случаи со кои нашето судство ќе се соочи, од кој веројатно зависи во кој правец ќе се движи довербата? Со колегите се уште не сме... Точно е дека има таков допис до судскиот совет. Го немаме разгледано заедно со сите колеги, така да тоа што сега ќе го изнесаме е мој личен став. Значи не е став на судскиот совет, не знам каков став ќе заземеме. Чисто формално ако гледаме, според мене нема пречки да ја обавува функцијата ВД председател во моментов судијата.
бидејќи таа воопшто не постапува по конкретниот предмет кој што го споменавте. Таа нема никаква ингеренција во тој предмет. Друг судија го суди, нема никаков допир со предметот претседателот на судот. По таа логика не треба никој да видите кривичниот суд во Скопје, не знам точно колку има вработени, има многу вработени. И ќе испадне никој да не може да суди ако некој роднина или некој било кој му дојде во судот, па сега цел суд да го изземаме. Па си земаат цели судови, судот во Кочани е иземен. Кочани е друго, Кочани е помало место. И Штип е иземен дури. Кочани е помало место и секој од нив е засегнат, дали со повреден, дали со починат во таа несреќа што се случи, и е нормално да не може тие да го судат. Тоа е првото. Второ, нема ни просторни услови таму да се одржи тоа судење. Гледате, нема ни Скопје просторни услови, се одржува во судницата во Идризово. Пак ќе кажем, ова е моje лично мислење, сметам дека тоа што брат на претседателката на судот е дел од обвинете, ми се чини, осомничен, не знам и дали има обвинение, сметам дека не е пречка никаква. Да, зборувам за сепак една хиерархиска поставеност. Тука не зборуваме дека било кој судија во самиот суд има некакви етички. За разлика од обвинителство, каде што постои хиерархија и субординација, судиите се целосно независни. Не може претседател на суд да влијае на судија. Не можам и јас, како претседател на судски совет, да влијам на судија. Не смеам тоа да го правам. Доколку некој од позиција таква влијае на некој судија, тогаш веќе не само што не е во ред, тогаш туку станува збор за нешто друго. Повторно ќе кажам, претседателката воопшто не е вклучена во работата на овој предмет. Добро. Врховен ви е врати на повторно одлучување одлуката за разрешување на судиката Наташа Савовска-Димитровска и уште една судика кои претходно беа разрешени. Постапувате ли по овој предмет? Кога може да се очекува дека ќе донесете одлука? Се постапува во скоро време. Во скоро време, мислам дека е при крај комисијата и со извештаи. Во многу скоро време. Да, на што се должи тоа што еве досега нема конечна одлука на судскиот совет? Имавте одредени забелешки од Врховен, дали тоа значи дека најдовте слабости нешто во вашето постапување или се тактизираше заради нешто друго? Немаше тактизирање воопшто. Комисијата што го работеше се обиде да постапи по сите тие напастри и забелешки кои што беа дадени од Врховниот суд, да се отклонат истите. Во меѓувреме, знаете, ни заминаа 20 членови, тешко обезбедувавме кворум, па сега ни дојда нови членови, имаме 2, па нив им е потребно време нормално да се спремат со материјали, бидејќи не станува збор за обемни материјали, им е потребно време што е разбирливо за да се припремат и да може да постапуваме и да одлучуваме. Пред крајот на годината презентиравте една стратегија и акцијски план за борба со корупцијата, кој е продолжение и на претходната стратегија која има судскиот совет. Половина од таа сте исполниле, сега има нова. Што е тоа клучно што ќе биде некаква промена за да успеете да се справите за сите овие случаи за кои што зборуваме со корупцијата и со слабостите во самиот судски систем? Имате ли некои нови механизми, затоа што тоа што можев да видам, планирате обуки, например, на 2-3 години да ги подсетувате судиите што е корупција? Зарем не знае еден судија што е корупција? Не само што е корупција, тоа повеќе што е етичко однесување, што е етика, што е не само на судиите, на секој еден човек му е потребно од време на време да се присетува што е етично постапување, што е етика, што е морал, бидејќи во ова време во кое што живееме, лесно се заборава и се бришат тие граници што е етичко, што е неетичко. И сметам дека е тоа многу добра работа. И најголема надеж имам во мнозинството од судиите, кои што тоа сум го кажал повеќе пати, да не кажувам проценти, 99% од нив се честни, работливи професионалци кои што за жал се жртви на тој некој 1% кој што еве успева некако да ја расипи сликата за цело судство. Голем проблем ни исто недостатокот на средства, недостатокот на вработени. Навистина е тешко да постапувате навремено кога немате доволно стручни служби, немате записничари, немате советници. Имаме судови кои што решаваат предмети од 24-та година. Судиите секој месец даваат по 2 месечни норми. Значи, тие луѓе
освен работа, друго ништо не прават. Имате ли најави дека Тоа е ќе се огромна реши жртва. проблемот во делот Не на добиваат финансиите? никаков надоместок за тоа, не се должни тоа да го прават. Тие може да си решаваат една месечна норма и да си одат дома. Меѓутоа, од што си ја сакаат работата, од што не сакаат луѓето да трпат, ради тоа што еве таква е ситуацијава, ви кажувам, решаваат по 2 месечни норми. Меѓутоа и со таквата жртва направена, ние сме назад во некои судови не секаде 2 години со решавање на предмети, што е недозволиво. Имате ли најава дека ќе има во делот на буџетот некакви промени, бидејќи тоа е препорака и од Ние имавме Европската комисија? некои разговори и преговори со владата. Јас сум имам некој позитивен став дека конечно ќе се одобри неколку, не може би колку што ни треба, меѓутоа да ја ублажиме ситуацијата, да се одобрат вработувања. Во делот на платите, предпоставам дека се уште нема таа позитивен Видете, платите најмногу се популаризира, меѓутоа ние имаме поголеми проблеми од платите. Значи, ние судиите може и 5000 евра плата да земат, ако нема со кој да работат, и тие дома ќе си одат. Така да, мислам дека платата е некаде на 3-4 место. Битна е, секако дека е битна, сите работиме за пари, не може да кажуваме дека не ни е битно колкава е платата. И кога кажуваме ние плата, се споредуваме со околината и со приближно исто развиени земји, и кога тоа ќе оставите споредбено, испаѓа дека ние сме некаде на најназад на долната граница. Не сме на долната, туку на долната граница сме. Ги спроведувате ли препораките на оценската мисија во делот на судскиот совет? И ако можете денес да дадете, еве тоа нека биде како финална една оценка, вие сте повеќе од година и половина. Месец. Така? Нема година Како и половина. председател од 3 јануар. Имате ли чувство дека може да се подобри довербата во судството со работите кои што во моментов се прават и се спроведуваат? Во периодот што ни предстои, максимално ќе се ангажираме и пак ќе кажам, тоа не е нешто што преку ноќ може да се случи, преку ноќ да се врати довербата и сите да веруваат. Ниту пак можеме да очекуваме дека сите ќе ни веруваат. Ние се стремиме да сме во некој просек на Европската Унија на доверба во судство. Со тоа ќе сме задоволни. Тоа, како што кажав, се постигнува со секојдневни ситни чекори, мали промени кои што навидум можеби се неприметни, меѓутоа сите заедно гледано како една целина би требало да дадат едно подобро утро за судството, бидејќи ни е битно на сите. И мене ми е битно да биде судството добро, бидејќи јас живеам во оваа држава, моите деца тука живеат, моето семејство тука живее. Сите имаме истата желба. И се трудиме максимално колку што можеме да ги подобриме работите. Сами не можеме тоа да го направиме, а затоа на секогаш апелирам. Државата, уставот ни ја поставил дека се дели на законодавна, уставна и судска власт. Ние, трите власти за доброто на граѓаните кои што живеат во оваа држава, мора да сме во постојан контакт и во постојана соработка. Судија Камбовски, благодарам за гостувањето во Дневникот. Благодарам јас вас.